Моите магистарски студии ги завршив во Франција на факултетот за науки при Универзитетот во Авиньон. Интересен е фактот како мојот сон за студирање во Франција се остваруваше. Кога учевме за конзервирање на храната, го спомнавме Никола Саперт, кој што е татко на конзервирањето, роден во Франција и кој што всушност ги поставил основите на конзервирањето на храна. Многу брзо потоа го видов конкурсот за доделување на стипендија и се сетив на мојот сон. Ми стана предизвик да се пријавам на тој конкурс. Набрзо потоа ја добив стипендијата и се запишав на еден од престижните универзитети во Авиньон. Поддршката од професорите во Франција ми значеше многу и ме мотивираше за да продолжам и секојдневно да учам нови зборови, да учам делови од граматика, за последна година да успеам да ја одбранам мојата теза на француски јазик. Студиите во Франција се одлично искуство. Тоа е најдобриот начин да се соочиме со различни сваќања за светот, делење на најдобрите години од животот со луѓе од различни потекла и воспитувања. Едукативниот систем во Франција е многу добро развиен и следењето настава во такви услови е идеална основа за понатамошни успеси. Денес работам како консиерж кледор во еден од најпрестижните и луксузни хотели во Париз, Four Seasons Georges V. Мојата работа се состои во одлично познавање на градот и пружање на сите можни и замисливи работи кои што еден клиент во луксузен хотел би можел да ги побара. Тоа би било почнувајќи од резервација во елитен ресторан, до организирање на приватни посети на многуте споменици во историски богатата земја како што е Франција, но во дадени ретки случаи и резервирање на хеликоптер или приватен авион, например. Познавањето на странски јазици, а особено францускиот јазик, е огромно богатство. Тоа е еден од најпочитуваните јазици во светот, зборуван од голем број националности. Исто така, Франција, како една од најголемите земји во Европа и лидер во многу сектори, како што се модата, гастрономијата, индустријата, туризмот, многу професионалци кои што зборуваат француски се на клучни позиции и се многу успешни било каде во светот, не само во Франција, и комуникацијата на овој јазик секогаш представува предност заради својата елегантност и шарм. Мора да бидеме свесни дека едукацијата која што ја добиваме и каде ја добиваме и прави предиспозиции за тоа каде ќе се најдеме во професионалниот живот. Одбрав тоа да биде Ница, потоа Париз, магистрирав во музичкиот конзерваториум на Руј Сан-Жак, значи познатиот школа Канторум. И за секој уметник тоа е задоволство и чест да се настапи на таа сцена, париската сцена. Универзитетите во Франција се достапни за сите млади, и дека дури најпрестижните универзитети имаат школарини прифатливи за секој млад иден студент. Да верувате во себе, да ја запознаете оваа прекрасна земја и се разбира да студирате во Франција. Incroyable. Amour. Mousse au chocolat. Camembert. Café bleu soja. Ува la jeune hindou од Лео Делип. Мојата порака до сите студенти кои што сакаат да ги продолжат своите студии во Франција е да имаат визија, да бидат мотивирани, да бидат храбри и само така можат да ги реализираат своите соништа.